Juske Bank Боксен арената во Херник во Данска денеска е празна, но се очекува на 16 да ги прими сите 15.000 љубители на ракометот кои што ќе дојдат тука да ја следат домашната репрезентација против селекцијата на Македонија од 20 часот и 30 минути. Ова е наше 8 последователно, 9-то вкупно учество на европските ракометни првенства за мажи. Имаме тешка група, системот за надпревари е тежок, порано поминуваа по 3 репрезентации во вториот круг, сега поминуваат 2, по 3 првенства на кои што не успеавме да го поминеме кругот. Сакаме да се обидеме на ова на кое што во групата сме заедно со актуелниот светски олимписки шампион селекцијата на Данска, која што има и 2 титули на стариот континент, меѓутоа никогаш ги нема освоено сите 3 истовремено. Тоа само на Франција и појде од рака до сега во историјата. Играме со Португалија, која што е полуфиналист на последното светско првенство и која што е се посилна репрезентација. Играме со романците кои што 4 пати учествувале на европските првенства, меѓутоа се светски шампиони од минатото, 4-кратен владател на светот е поранешната репрезентација на Романија. Сето ова и дава дополнителна тежина на нашата група. Данска си е Данска, сите ја знаеме, нема што тука да се збори за нив. Одиме на максимум со Португалија и Романија, па треба да се спремиме максимум и да искочиме да изиграме како што треба. Искрено чувството е одлично, бидејќи во Данска знаеме сите кои играчи играат и дека до вчера ти биле идоли и сега треба да играш против нив. И чувството е стварно феноменално и мора да дадеме максимум и на тој надпревар, бидејќи сепак европско првенство играш за државата, треба да ти е чест и задоволство да играш за Македонија. Нема чување бидејќи ова е сепак, како што кажав, репрезентација, играш за Македонија и мора на секоја утакмица да си на максимум. Целта е секогаш на ниво кое сакаме да достигнеме, на високо ниво, и секогаш ќе го гледуваме на вакви првенства. Да играме секоја година европски, светски и така натаму првенства. Во Данска играат најдобрите играчи во светот. Имаат многу малце слаби, некои слаби ствари, повеќето се добри. Секако ги гледаме видеа и се спремаме за нивните слаби страни и ќе се обидиме да го дадеме максимумот на утакмица со Данска. Нема што е на вакво европско првенство, одиме на сите утакмици за да дојдеме на некој добар резултат. Знаеме дека е тешка група и дека првиот надпревар ни е со Данска и дека знаеме со кои се зачуваме, но тука сме да даеме се од себе, да се спремаме за тоа што не очекува, нормално, ќе даеме максимум и се спремаме нормално за Португалија и Романија. Тој ни е најбитниот дел за да се квалификуваме во наредна група. Тешко да се каже, нормално се најдобри и ќе целат на тоа прво место и златен медал, тоа е секако. Наше е да ја помине групата, да ја бараме шансата кај португалците и романците, да даеме максимум сите и мислам дека имаме квалитет, овај тим знае како да се игра со тешки противници, зашто да не пробаме да изненадиме. Тоа е нормално, дека мораме да се покажеме во најдобро светло, не смееме да се откажеме, треба да покажеме што знаеме и со Данска, за да не биде лесен патот со Португалија и Романија. Juske Bank Боксен арената во Херник има капацитет од 15.000 гледачи и втор пат во неја ќе се играат мечеви од европското првенство во ракомет. Ќе биде исполнета, особено кога ќе играат данските ракометари, а тоа е веднаш на првиот надпревар во петок од 20 часот и 30 минути против Македонија, што значи дека нашите ракометари ги очекува пеколна атмосфера. По секој надпревар, а Македонија во првата фаза во групата Б ќе одигра 3, се надеваме ќе продолжи во вториот круг за уште дополнителни мечеви, нашите ракометари од тука ќе излезат од теренот и ќе продолжат во така наречената микс зона, за да ги одработат своите медиумски обврски. Некогаш не се расположени, најчесто се во фаза да им излезат во пресрет на сите новинари, ќе има и македонски покрај македонска телевизија и од нашите портали, и на тој начин македонската телевизија веднаш по надпреварите во живо ќе ги пренесе првите впечатоци на нашите ракометари, на селекторот Кире Лазаров. Веруваме дека тоа најчесто ќе бидат убави вести, убави изјави, дека расположени ќе бидат
и нашиот селектор и нашите ракометари и дека на тој начин ќе одржуваат оптимистичката атмосфера во својот 9-ти настап 8 поред на европските првенства. Од 15 официјално јануари стартува европското првенство, стартува и на македонската телевизија, ќе трае се до 1 февруари. Имаме специјална емисија посветена на ракометното првенство од платформата во Хернинг во салата. Само ние и данците имаме платформа, може и со тоа да се пофалиме. Македонската телевизија во термините 18 часот и 20:30 во првиот круг ќе врши директни преноси од нашата група и од групата Б, двете групи кои што се играат во Хернинг, и ќе одбереме некои од надпреварите кои што ќе бидат најинтересни од останатите групи. За сега толку, очекувајте ги сите изненадувања во рамките на емисиите што ќе ги емитуваме од Хернинг за македонската телевизија, од центарот спортски на ракометот, па и на спортскиот свет, ќе кажеме, се јави Бранко Чупевски заедно со целокупната екипа која што е тука во Данска.